Министерството за здравство го донесе правилникот за организирање здравствени пунктови во организации со над 100 вработени. Ова го соопшти министерот за здравство Никола Тодоров, промовирајќи го правилникот во кој, како што објасни, се предвидува во компаниите да има набавено еден дефибрилатор и обучени 5 лица кои ќе може да го користат и да дадат правна помош. Обврска за организирање здравствени пунктови имаат и хотелите и хотелските комплекси со еден преносен дефибрилатор, што ќе биде опремен со кутија за прва помош. Хотелите кои организираат свечености и слични настани треба да обезбедат за време на одржувањето присуство на едно лице кое знае да ракува со дефибрилаторот и да даде прва помош. Кај компаниите кои имаат над 100 вработени, но се распоредени во повеќе подружници, а во кои нема над 100 вработени, ќе треба да има само кутија за прва помош и 1 до 2 лица обучени да даваат прва помош. Проектот се спроведува со помош на Клиниката за кардиологија и Црвениот крст на Македонија. Клиниката за кардиологија ќе спроведе обука на медицински персонал, кој пак ќе спроведе обуката на немедицинскиот персонал, кој ќе дава прва помош и ќе ги користи дефибрилаторите. Според министерот, проектот не е експеримент во Македонија, туку тој се применува во Соединетите Американски држави, Австрија и Франција. Организирањето здравствени пунктови е обврска предвидена во Законот за здравствена